Постојано зборуваме за сообраќајот во градот, за сообраќајниот хаос, гужва, како што ние новинарите милуваме да кажуваме. Сигурно дека постојат решенија и секогаш кога сакаме да ги бараме решенијата за буквално оние што можеби ќе бидат како помагала и за сообраќајни решенија ги прашуваме сообраќајните инженери, а јас често сакам да зборувам со сообраќајниот инженер кој што навистина има долгогодишно искуство и буквално експерт кога се однесува за сообраќајот, за алтернативниот градски превоз во градот Скопје. Ќе му кажам добро утро на Ленин Јовановски. Добро утро, како се утрово? Добро утро. Убаво утро, сончево утро. Така ќе биде и во текот на денот. Да. Ленин Јовановски, ајде, често зборуваме на тема сообраќај. Да. Навистина, знаете да кажете, може ли да ги некој да ги повториме или да ги кажеме секако од ден на ден некако во Скопје не може да се, како велиме, да се каже дека има улеснување во сообраќајот. Како се повеќе да заглавуваме на оваа тема? Во правости и за жал често пати зборуваме и разговараме за некакви можни решенија, на секое наредно зборување немаме практично за што да се пофалиме и дека нешто е сменето и напреднато и вообичаено ќе зборуваме и можеби ќе се повториме, како што и самата кажавте, за некои решенија кои што, пак ќе кажам, не се откритие наше тука, него од следење на состојбите во големите градови, во големите урбани средини, каде што може да се црпат одредени искуства за одредени решенија. И можеби јас само ќе се повторам дека Скопје, хаосот што се случува е последица на преголемиот број на моторни возила кои што се движат, а е резултат на тоа што се користат толку многу возила заради тоа што имаме одредени слабости во јавниот превоз кои што многу од оние кои што би требало да го користат се откажуваат да го користат заради тоа што им е недоволно брз, недоверлив, недоволно комотен и така натаму со сите оние последици кои што го следат долго време. Ова што го кажувате, сакате да кажете дека сообраќајната инфраструктура е доволна во градот со подземници, мостови, надземни? Кажав и минатиот пат дека одредени решенија кои што се во генералниот урбанистички план би можеле и би требало да се имплементираат за да се направи одредено олеснување на протокот на возила. Меѓутоа, она што го говори искуството на другите градови е дека сите интервенции што се прават во проширување на сообраќајниците, во новите сообраќајни, со нови сообраќајници исто така, не го решаваат проблемот заради секој пат постојат доволен број на возила кои што тоа го пополнуваат. Она што се прави сега во светот каде што се решаваат ваквите проблеми е демотивација на моторниот сообраќај. Тоа подразбира дека на секому треба да му е многу потешко да се справи во сообраќајот со сопственото возило, отколку да користи одредени алтернативи, како што се, јавниот сообраќај, како што се велосипедите, пешачењето, оној вид на сообраќај кај што е човечката сила и кај што е многу по и еколошки, каде што бенефитите се многу поголеми. Затоа велам дека Скопје нема многу алтернативи во делот на јавниот сообраќај, заради тоа што единствен масовен превоз е автобускиот. Јас зборувам за на некој начин, меѓутоа гледам и железницата со секакви проблеми се соочува, вклучување на железницата како дел од јавниот сообраќај на градот Скопје, која што може да се стави во таква функција, меѓутоа за жал никој пат не се превзема некакви конкретни чекори за да може да се подобри оваа состојба. Дури и од самата наша, да кажам, стручна фела нема некои посериозни и посилни иницијативи за да се превземе. Како да е се во некоја летаргија и да се остава секој пат да се повторуваме, да зборуваме, да нудиме решенија, а никој па ни од оние кои што треба да се грижат за цел ова
не ја консултира можеби доволно или нема доволно волја да сето ова се реализира и затоа ваквите состојби траат години наназад и имаме практично дури и зголемување на тој хаос заради тоа што градот се шири, урбан растеж, имаме во експанзија. Имаме експанзија на изградба на нови станови, имаме големи миграции, имаме многу фабрики кои што гравитираат блиску до градот Скопје, некои внатре, каде што веќе се превезуваат патници од поблиските градови кои што доаѓаат во Скопје и сето тоа надополнува и преселувањето исто миграцијата на граѓаните од внатрешноста кон Скопје, го зголемува се овој хаос, а за жал пак ќе кажам не се прават ни обиди да нешто се започне во тоа решавање. И се надевам дека решавање сега кога би се започнало, имаме јавен сообраќајен превоз, автобуски сакам да кажам, такси колку што сепак е како за граѓаните скапа работа. Нешто што алтернативно го кажавте, велосипеди, еве сега многу се зачистија и со електричните тротинети, меѓутоа зборуваме за онаков сообраќај. Сега европските метрополи имаат метро, тролейбус, шинобуси и со она што го споменате железнички сообраќај за Скопје како инфраструктура. Кој од овие алтернативни решенија би било барем некако највозможно и што би, како велиме, би влегло во градот Скопје? Најбрзо и најефикасно решение би било уредување на автобускиот превоз кој може да добие форма и да понуди удобности, брзина, ефикасност, доверливост како што се и подземните метроа. Во моментов има такви решенија во другите градови, многу побрзо и поевтино е примената на таквите решенија да се направи јавниот превоз со посебни ленти, со приоритети, со возила кои што ја даваат таа удобност за која што зборувам. И тоа е едно од брзите и квалитетни решенија кои што веќе се применуваат. Размислувањето за подземно метро и други, можеби некои алтернативи, како што се зборуваше, јас сум исклучиво против трамвајот, заради тоа што веќе и тоа е застарен модел на превоз. Новите алтернативи нудат, како што кажав, многу поефикасни и подобри решенија и треба да се насочиме тамо. Такси возилата исто како дел од јавниот превоз се тука. Ние се, она што предмалку зборував, каде што постои демотивација за користење на возилата, само ќе споменам дека веќе повеќе градови почнуваат со такви мерки, каде што ограничување на брзината на моторните возила се сведува само на 30 км на час, се плаќаат големи такси за собствениците на возила, редовни, дали се тоа државни или градски, зависи кој модел каде е применет. Се во градските средини, во урбаните, во централното градско подрачје, паркинзите се премногу скапи и сите тие мерки доведуваат да навистина оние кои што немаат изричита потреба, дали професионална, дали лична, да ги користат собствените возила, да се откажат од нивното користење и да користат она што го зборуваме како јавен превоз или како алтернативен сообраќај, за кој што исто така мора да се направи инфраструктура за да може да биде применет соодветно и да не биде тоа опасно за корисниците на тој начин на превоз. Убави решенија, кажавте некои доста нови, навистина може да биде и како еден апел за сите оние што треба да се занимаваат навистина за надлежните, за да ни помогнат во решавањето на сообраќајниот, постојано го кажуваме тој сообраќајен хаос. Така. Добро е да се почне од некаде. Так. Не мора со крупни големи чекори да биде тоа нешто многу фрапантно на многу скапа. Звучно и да тоа остави некако печаток. Треба се тргне макар и со мали чекори, меѓутоа се тргне. Ние имаме проблем што воопшто не тргаме во тој смер. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Ви благодарам и на вас.